Значи има информации дека се уапсени 8 членови на организираната криминална група. Колку од нив се македонски државјани и нивниот водач е уапсен Милан Заровица? Дали имате такви информации? И станува збор за дрога капдагон, која што ја користеле, значи, припадниците на ИСИС. Добро, јас во излагањето во однос на овие активности веќе споделив со колку државјани се уапсени на Македонија и кои, значи вкупно се уапсени 6 лица. 6 лица, државјани на Република Македонија и на Република Србија. Синтетичка дрога е, значи сега во овој момент ви ги кажав претпоставените количини кои што се најдени, за кои што мислиме дека е таа количина, меѓутоа проценките дека таа бројка или таа количина ќе се зголемува во иднина, ќе се направат соодветни вештачења, затоа реков дека ќе имаме и повеќе информации според спроведувањето на истражните действија, така ќе ги соопштуваме во јавност. Повелете. Дали имате информации колку време постоела лабораторијата? Значи, има информации, тоа е во моментот во целосна истражна постапка, таа постоела сигурно одредено време, меѓутоа и сигурно одредено време Министерството работело на целиот овој случај, така да најважно од се е дека ова состојба која што била на територија на Република Македонија откриена, сериозна борба за да се спаси и Република Македонија да не биде во таа група на држави која што ќе биде лидер во нелегално производство и промет на наркотични средства. Со тоа помагаме и на безбедноста на Македонија и на регионот и испраќаме сериозна порака дека ние сме подготвени да раскрстиме со секаков вид на криминал. Министре, околу буџетот јас би се вратил, по ставки ги кажавте бројките, меѓутоа сумирано, дали е тоа буџет поголем во разлика од изминативе години колку што располагало Министерството или станува збор за... Да, значи, сакам да знаете дека минатиот буџет за 2017 година, кој што беше донесен во 2016 година, беше намален скоро за милиарда денари за разлика од тоа што било претходно. Ова година ние имаме зголемување на буџетот некаде за 180 милиони денари, за разлика од тоа што беше за 2017 година. Клучната работа е дека има простор многу од работите да ги ставиме под контрола, односно да обезбедиме и во рамките на овој буџет повеќе пари. Само со домаќинско и одговорно работење и спроведување на постапките за јавни набавки. Само еден податок ќе ви дадам. Обезбедувавме, односно имавме јавна набавка за најмување на агенција за чистење на просториите на Министерството за внатрешни работи. Минатата година, минатиот тендер, била сумата 97,5 милиони денари. Ова година спроведовме јавна набавка, зголемен просторот за чистење за 7000 квадрати, склучивме договор за 42 милиони денари. Разлика е приближно 1 милион евра. Ако работиме домаќински, ние ќе обезбедиме повеќе пари, а тие пари ќе бидат за македонската полиција и за безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Ше едно прашање околу буџетот. Дали во овие рамки на буџетот влегуваат и оние новите законски измени кои следат околу Законот за следење информации и формирањето на ОТА? Да, ние... Техничка агенција, нели, бидејќи при формирањето имаше финансиски импликации, меѓутоа понатаму при работењето не. Во овие средства, во овој буџет од МВР ќе влезат? Значи имаме во овој буџет предвидени средства, затоа реков дека еден голем дел имаме пари кои што се наменети за опрема. Вие знаете дека со формирањето на новата агенција, дел од постоечката опрема која што се наоѓа во Министерството за внатрешни работи ќе премине и во рамки на таа нова агенција која што ќе се формира, меѓутоа и ќе се зголемуваат капацитетите на Министерството во рамките на опремата и тука постојат финансиски средства за кои што ние сме ги определиле во буџетот. Министре, вчера имаше информација во јавноста дека полициски службеник ја објавил фотографијата од поранешниот директор на БРВ и министер за внатрешни работи Митко Чавков во внатрешниот дел на затворот во Шутка. Има ли отворено некаква постапка во рамки на Министерството во однос на овој случај?
Прво, треба да знаете дека казнено-поправните установи се под Министерство за правда и сите постапки што се однесуваат до вработените таму и до начинот на нивното постапување ќе си ги водат Министерство за правда. Тоа прашање дека МВР го превзела контролирањето на надворешниот дел, откаде што е направена сликата пред неколку месеци. Не, јас не знам сега од каде е направена сликата, јас не сакам да коментирам на ниво на шпекулации што кружат низ социјални медиуми и зборења помеѓу граѓаните, затоа постои соодветна институција и казнено-поправната установа Затвор Скопје и Агенцијата за извршување на санкции и Министерство за правда треба да ги дадат сите тие одговори. Доколку утврдат дека има било како престап на некој друг службеник што не е во рамките на Министерство за правда, тогаш ќе постапува и соодветното министерство, вклучувајќи го Министерство за внатрешни работи. Што е во однос на лицата кои што се бара по барањето на обвинителството за случајот 27 април од собранието, уште по колку лица трага Министерството за внатрешни работи? Уште 6. Уште 6. Вчера беа 12, значи уште 6. Има потерница распишена за нив или? Тоа обвинителството мора да го прашате. Ние немаме добиено се уште распис за потерница, тоа е нивна надлежност, која ќе добиеме, ќе го објавиме, меѓутоа наредбите за претрес траат 15 дена и полицијата постапува врз основа на наредбите. Ајде. Во врска со нелегалната трговија со друга, дали имате првични информации, дали во нелегалната трговија биле вклучени можеби луѓе вработени на граничните премини, бидејќи рековте дека крајна дестинација на другата била Турција, па претпоставувам дека морала да излезе другава држава. Имаме многу информации, меѓутоа тие не се информации кои што вака ќе ги разговараме овде, додека не заврши комплетна истрагата. Законот за ОТА и измените на Законот за следење комуникации, кога очекувате да бидат донесени во собранието? На владата се уште не помина, така? Тие се наоѓаат на ЕНР, јас за тоа информирав јавноста. Треба да бидат 20 дена на ЕНР, да ги чуеме мислењата на стручната, на научната јавност, на граѓаните, на вас медиумите, кои ќе ги издебатираме, сите тие законски решенија, кои ќе ги видиме забелешките, кои ќе ги вградиме тие што се прифатливи за нас, а оваа реформа има таква суштина да немаме само инклузивност заради инклузивност, туку да имаме суштинска инклузивност на луѓето кои што ќе бидат вклучени. На крајот, кога ќе бидат подготвени законските текстови врз основа на сите мислења кои што ќе ги добиеме од стручна научна јавност од граѓаните, ќе ги поминеме на Влада на Република Македонија и од тука ќе ги доставиме до собранието. Јас искажав мој став уште во 2015 година и стојам на тој став. Се додека не поминат сите дебати околу овие законски решенија, и се додека во јавноста не се свати дека е ова вистинското решение кое што ќе обезбеди можност да не се злоупотреба системот на прислушување, нема да потпишам законски текст што ќе оди во собранието на Република Македонија, затоа сакаме да ги поминеме сите овие постапки. Министре, вчера имаше информација дека биле одземени телефоните на актуелните пратеници на Трајко Велјановски на Весел Мемиди во врска со истрагата за 27 април. Што конкретно било предмет на притресот, освен телефоните, што се бара и ќе се проширува ли понатаму истрагата? Тоа ќе побарате одговор од обвинителство. Министре, едно прашање до МВР во однос на апсењата, имаше забелешки дека бил нехуман односот на полицајците, дека биле апсени луѓето пред нивните деца во рани утрински часови со специјалци, дали и која направи таа проценка и дали беше неопходно на таков начин да бидат приведувани? Значи, вие бевте сведоци на апсења изминатите години во Република Македонија пред камери од медиуми кои што беа повикувани, тоа селективно, да се наоѓаат пред куќа на луѓе кои што треба да бидат уапсени и за тоа да правиме филм и информација во јавност. Јас сега можам да констатирам со задоволство дека оваа акција која што е спроведена и сите идни акции нема да се случуваат на таков начин и нема да правиме ексклузива, бидејќи пред се презумцијата на невиност е најзначајна. Тврдам дека целата оваа постапка е спроведена исклучиво со основа на Закон за кривична постапка и врз основа на сите подзаконски акти и стандардни оперативни процедури кои што се однесуваат на постапувањето на полициските службеници во вакви случаи.